Ќе добијат ли целосно обештетување земјоделците кои претрпеа штети од јануарските и февруарските поплави? По најавите на владата дека сите погодени од поплавите ќе бидат 100% обештетени, го наметна прашањето дали во реалност ваквото ветување може да се исполни. Од Сојузот на синдикати на земјоделски производители сметаа дека ваквите ветувања се косат со законските прописи од два аспекта. Прво, колку што знам, јас самата законска регулатива овозможува при вакви настанати штети од елементарни непогоди највисокиот процент на обештетување на земјоделците е 30%. Меѓутоа и оваа ставка барем во 99% од случаевите не се исполнува, бидејќи во неколку случаеви и самиот бев член на комисија и председател на комисија, обично 99% ставката изнесува од 10 до 15% од висината на направената штета. Значи 15% во вредност од проценката на штетата која установила самата комисија. И второ, мислам дека можеби тука навлегува некој си политички сегмент, бидејќи во овој став мислам дека не би ја дал ваквата изјава нашиот премиер, бидејќи мислам дека во исклучителни случаи би фигурирала изјава дека 100% да обештетување само на оние култури каде што има настанато при извршено осигуровка на самите култури што се насадени на површините каде што има настанато штета. Од ресорното Министерство за земјоделство вела дека земјоделците ќе бидат целосно обештетени. Иако не постои временски рок кога тоа ќе се случи, министерот Цветков најави дека пари освен од домашната каса, со финалниот извештај средства ќе се бараат од Европската унија и Светската организација за храна. Го презентира во Брисел и очекуваме дека ќе ни бидат одобрени средства од Европската комисија. Како дека ние како Министерство за земјоделие побаравме помош и од Светската организација за храна ФАО и очекуваме од таму да ни помогнат во однос на обезбедување на добиточна храна, семенски материјал и ѓубриво. Според извештајот од Министерството за земјоделство, штетите од поплавите се околу 25 милиони евра, и тоа во 43 општини. Во Струмичко поплавите предизвикаа штети од 2 милиони евра.